Добро вечер, почитувани, и добро дојдовте во вечерашниот магазин, вечерва со Слободан Томич. Вечерно издание кое ќе го задржи вашето внимание како обичаено. Се случи тоа што требаше се случи, падна владата. Дефинитивно падна, така ќе кажеме. Бидејќи не очекуваат избори во пакет, претседателски парламентарни избори. Избори кои актуелната власт во заминување, дефинитивно, соопшти дека овие избори се исток-запад, односно преферираат да бидат од тој лик, а јас ќе ја поздравам мојата почитувана пријателка Солза Грчева, која имаше една колумна, ја нарече коалиција Ќорсокак. Ќе го искористам насловот на Солза Грчева, и така е работниот наслов, како што реков, избори 2024, исток-запад или коалиција Ќорсокак. Гостин вечерва ми е професор доктор Александар Нацев, универзитетски професор. Добро вечер. Добро Благодарам за поканата и поздрав за гледачите. Професоре, еве два пати сме за непомну неколку 3-4 месеци во интерес на вистината, како експерт ве поканав и политички аналитичар, имајќи факт видовме дека мандатарот го доби мандатот од Пендаровски. Пендаровски пред ден, некој 24-5 сата замина во Приштина, дали истото ќе го побара како што побарал тогаш гласови или да се поклони на Курти и на Виоса, да подршка добие ветер у грб за доколку добием мандат да биде председателски кандидат да гласат косоварите за СДСМ. Па веќе по не знам кој пат се потврдува, како да кажеме, влијанието на косовските гласови врз македонската политика. И гледаме дека особено за СДСМ, тие гласови се непроценливи од нивна гледна точка, нели? Пошто гледаме дека за неколку дена неколку високи делегации од СДСМ и председателот одат таму да коленичат и да молат. Тие знаат дека тој квантум на македонски гласови кои што го имаат од македонските граѓани го имаат достигнато максимумот и нивните аналитички центри веројатно имаат направена статистики и анализи дека тие гласови нема се доволно, бидејќи забележуваме еден огромен пат на довербата кон СДСМ и кон таа СДСМ дуи коалиција од страна на домицилното, на домашното население. И сега планот бе да се бараат гласови од некаде. Тие гласови може да се бараат од диаспора, може да се бараат од Косово. Ние се уште немаме јасна слика колку косовски пасоши има, воопшто колку луѓе од Косово имаат македонски државјанство. Јас сум сигурен дека тој број е многу голем, во десетици илјадници. Имаше некои спекулации дека и стотици илјадници, дека бројот од 100.000 е надминат. Тоа е сериозен квантум на гласови кој што може да се искористи во нивна цел. Постапките кои што ги прават и моди во линија со наративот кој што го имаат, тој истиот наратив кој што го имаат 2016-2020, дека ВМРО ќе победи, но нема да направи влада. Тој наратив мислам дека овој пат им падна во вода, бидејќи неодржлив е тој наратив, од проста причина што тие не можат да стигнат до значителен број на македонски гласови и дури со употребливоста на тие косовски, албански гласови, диаспорски гласови и оние гласови кои што се научени на изборен подкуп, на манипулации за време на избори и така натаму. Мислам дека ништо нема да ги спаси од она што им следи. А оно што им следи е тотален колапс на нивните политики и заминување во долга, дебела и заслужена опозиција. Да. Професоре, јас и на гледачите ќе замолам да најдам на разбирање, бидејќи вечерашниот магазин е еден обнимус, користејќи ја мојата професионалност во сите овие години изминати. Значи, ќе си задоволствам што ќе користам прилози од нашите колеги медиуми, а тие веќе се објави на сервисот YouTube, а во врска за и околу оценките дека ВМРО ДПМН како политички амбиент води кон руската страна односно сакат Русија да инкорпорира Македонија. И затоа како прв прилог ја би го предложил прилогот на Гласот на Америка, интересен и нека биде шлагвор за вечерашната емисија. В четврток Димитар Ковачевски ќе поднесе оставка на позицијата премиер. Тоа денеска самиот го соопшти. Со тоа во оставка е целата негова влада. Со овој чекор ќе почне процедурата за избор на нова пржинска влада, во која ресорите за внатрешни работи и за труд и социјала, како и 3 заменички места, ги добива опозицијата. ВМРО ДПМН се уште не ги соопштила имињата за овие позиции.
Ситуацијата се усложнува зашто на изјавите на опозицијата дека ќе предложи кадри, но нема да гласа за владин кабинет кој ќе го предводи Талат Џафери, мнозинството одговори дека во тој случај ќе биде предложена влада во која местата наменети за опозицијата ќе останат празни. До недела има доволно време, тоа беше мојот одговор, за да сите работи се договорат и во недела да имаме гласање за техничка влада со која што ќе спроведеме демократски избори. Затоа велам дека има доволно време, бидејќи сите треба да бидат сериозни. Не може некој да се однесува како 13 годишно дете. Јас ќе предложам и нема да гласам ова, нема да гласам она, значи секој мора да биде сериозен. Никаде во свет нема да предлагате министри, а друг да ви ги гласа. Еве, најдите ми еден пример кај што некој предложил министри и барал да му ги гласа некој друг. Предстојните избори, според Ковачевски, се клучни за едината на земјата и за низината ориентација, вели, кон исток или кон запад. Овие избори нема да бидат избори помеѓу левица и десница. Овие избори ќе бидат помеѓу запад и исток. 2024 година такви ќе бидат изборите. Значи, обично во светот се работи за избори каде што имате политички партии центар и лево од центар и политички партии центар и десно од центар. Кај нас сега ќе бидат избори на кои што ќе се соочат политички партии кои што се за западна ориентација на државата и политички партии кои што се за јасна источна ориентација на државата. Предходно неговиот прв заменик ја отвори темата за влијанието на Москва во земјава, почнувајќи од настаните на 27 април преку потпишувањето на Преспанскиот договор, па се до сега, периодот на предизборие. Дали има руско влијание во нашите верски заедници? Одговорот пронајдете си го сами. Дали има руско влијание во нашите медиуми? Одговорот па си го знаете вие самите. Дали има руско влијание во невладините организации во нашето општество? И сите знаете дека е така. Дека има руски експоненти, дека има руски елементи кои што прават се што е можно во нивната моќ да нарушат на прогресивно парламентарно мнозинство и коалиција која што сака да ја види оваа држава членка на НАТО и членка на Европската Унија и во вековно пријателство со Америка. ВМРО ДПМН реши денеска да одговори на пораката на првиот човек на Стейт Департментот за Европа и Евразија, Џејмс О'Брајан, дадена во Скопје во пресред на изборите, дека граѓаните имаат избор меѓу една партија која дала предлог за напредок и партија која само ветува дека ќе најде друг начин за напредување. ВМРО ДПМН е докажано секогаш била проевропски ориентирана, а во однос на главното прашање со Бугарија, ВМРО ДПМН има прецизни решенија кои што ќе бидат дел од изборната програма. За неколку месеци во земјава ќе се одржат двојни избори. Првиот круг председателски избори на 24 април и вториот круг председателски заедно со парламентарни избори на 8 мај. Слушнавме прилогот на Гласот на Америката, беше само слогвор. Професор, еве, слушавме двете страни. Кој е вашиот коментар? Дали се води кон руската страна, политиката? Наративот кој што го слушаме од представниците на власта, ајде да речеме, го слушаме тоа цело време последните неколку години, но со засилено темпо и со засилени интервали во последниве месец-два, а тоа е портретирање или прикажување на ВМРО во некое проруско, происточно светло. Тоа е добро, ако знаете, за нивните луѓе да го слушаат и после за кафански разговори и за така натаму. И тоа е толку далеко од вистината што дури е дегутантно да се демонтира, да се коментира, но бидејќи сакам слушателите точно да знаат за како тој наратив се злоупотребува страна на Артем Груби и на веќе бившиот премиер Ковачевски. Мораме да го разложиме тој наратив на неколку парчиња. Прво тоа дека Русија се мешала и дека преку тоа невозможувала пристап или не знам како, или дека ВМРО ДПМН е експонент на руска политика, апсолутно не држи вода. Апсолутно не држи вода, бидејќи ВМРО ДПМН од секогаш била партија која што имала прозападен став, била за НАТО и за ЕУ ориентација. Голем дел достигнувањата кон тој пат кон НАТО и ЕУ се направени во време на ВМРО ДПМН. Голем дел од пристапните чекори, нели, тој од кон Европската Унија, голем дел од тие чекори се завршени во време на кога ВМРО ДПМН е била на власт, да не забравим визна либерализација кој донесе и така натаму, кога за прв пат на нас не беше возможено како граѓани на Македонија да патуваме во Европа без, се сеќавате,
вие сте малку повозрастни од мене, но не е долги редици пред германска амбасада, пред италијанска Тоа беше амбасада. страм. Значи тоа беше срам. Да не забравиме дека ВМРО ДПМН ја отвори Македонија кон светот со изградба на аеродроми, со изградба на железници, со отварање нови летови, субвенционирање на авиолетови. Така да апсолутна невистина е се овие тврдења, а особено пак кога станува збор дека ВМРО ДПМН се оддалечува од стратешкото партнерство со САД. Ние сме сведоци дека нашата армија, да конкретно да земеме армијата, била учесник во сите поголеми операции каде што биле вклучени НАТО сили и специфично сили на Ирак, армијата на САД, Афганистан. Ирак, Афганистан. Па исто така и мисиите на Европска унија, да не ги забравиме Либија, да не забравиме Босна. Значи, не можете вие само да таргетирате без да имате позадина за тоа. Апсолутно никаква позадинска врска нема. Не, Да значи, тој подсетуваме, наратив кој беа не антинато настроени 1999? Па знаеме таму кој пале амбасади, кој протестира, кој врши Фрла протести, значи фрла молотови. ковчези во Варда. Значи сето тоа не може, знаете. Мене што е дегутантно од оваа стратегија на СДСМ што се игра на картата на кратка меморија. Ама не можеме ние сега само последните неколку години, значи ние треба да го земеме целиот тој раст од 30 години, не треба да заборавиме кога Македонија стана независна држава, кој на која страна се позиционираш, значи. Имаше некои бизнесмени на дуи соработува со не може руски сега тајкуни. албанскиот фактор се представува како проевропски прорател, кога тој истиот фактор проектираше на вид иредентизам и непризнавање на Македонија како сопствена држава. Значи, дајте да не играме на кратка карта, дајте да седнеме и да видиме. И овие наративи кои што лесно поминуваат изјавно, знаете, во денешно време има толку многу медиуми, толку многу блогови, толку многу социјални мрежи, толку многу места на кои што вие можете да кажете вашето лично мислење. И како функционер на владата е премиер, прв премиер, вице-премиер, министер ваков, министер таков, тоа ќе излезе во етер, нели ќе се објави, ќе го прочитат. Меѓутоа не доаѓаат, немам потреба да се вадиме ние тоа, него ние ги покануваме како медиум, како телевизија, ја лично пати. И јас сум избегнувам имал да дојдам. ситуација на ТВ дебати кога во последен момент се откажувале дебати, никој не сака да дојде и останало празно столчето. Затоа што тука треба да се вкрестат аргументите, значи пред фактите и боговите молчат. Така. И се тоа е, на пример, доаѓа од луѓе кои што знаете, немаат некои позначени достигнувања се политичари толку, значи да погледнеме ние дека во ВМРО ДПМН има луѓе кои што доаѓаме, кои што сме работеле во установи, во единици, во делови на НАТО, каде што сме дале свој придонес, каде што сме креирале политики, каде што долги години, 10 години кога беше ВМРО на власт, тој ВОС не застана, тој ВОС одеше. Тоа знаеме дека 2008 година во време на ВМРО беше најблиската шанса за влез во НАТО. Меѓутоа, геополитичките состојби во тој момент, спорот со името, не оневозможија да станеме во 2008 година членка. Значи да не ги забораваме сите тие работи и од друга страна да не паѓаме на овие матерски изјави дека имаше сега таму, не знам дали слушавте изјавата, дека Путин бил толку добро запознат со ситуацијата во Македонија, споменувал албански села Грушино или таму не знам која. Значи тоа е тотален дилетантизам и аматеризам, ти да излезеш на телевизија без да знаеш дека тој зборува за село кое што наоѓа во руска област, дека и во Русија има село кое што се вика Грушино. Тоа потоа гледам на Твитер извади и мапи каде е селото и така натаму. Што ќе бидат нападнати. Дури сега има и вицови дека седи Артан Груби дома и ги учи на памет. Остои дека Путин седи дома и ги учи на памет македонски села за да знае следно каде да нападне. Не знам, Долно Дупини, Мариово и така натаму. Значи народот веќе не можеш така лесно да го излаже. Значи народот гледа, чита, се едуцира, има алтернативни извори на информација, значи нема веќе радио 1, Матав 1 и толку тоа што ќе се каже е Божја реч. Значи сега е друго време. Да, најкратко, стана збор за некои бизниси меѓу дуи челниците со руски тајкуни. Видите, ние видовме докази дека паралелно у позадина се течат големи суми на пари, дека И тоа милионски. Па милионски, па како. Дека соработка си има, дека сето тоа сега, знаете, вие го игнорирате и од друга страна изликувате и веќе не, чекај сега. Се скриваат. Па и сега сама не видовме дека дака, вака, така, со овој Трногорецот, дека тој у суштина у позадина има руски пари. Американскиот извештај изричето е спомнува. Американскиот извештај не изричето спомнува и на лица по име, лица кои биле високи функционери во власт кога бил СДСМ и сега тие сите лица се посочени. Значи со име со презиме. И американската амбасадорка насочи дека во вториот бран на имиња се токму тие кои беа блиски со Дака. Али пак се покажува на стара нападот е најдобро одбран. Нападни го непријател за она што ти го правиш. Ајде, тој талентиран, така се простете, народот така спомнува. Вице-премиер кој е општа народна забелешка дека е премиер број 1 во владата што замина, Артем Груби, на една дебата вели кој владе со Македонија. Тоа е краток еден прилог. Водиме со
груби? УЦК! 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 Ве слушавме во салата Борис Трајковски како викате УЧК, УЧК. За цела конвенција публиката скандираше УЧК затоа што Али Ахмет е командант на УЧК. Али Ахмет е денеска лидер на Демократската унија за интеграција, но цело УЧК е всушност Демократската унија за интеграција. УЧК ја води владата на Република Македонија, УЧК го води собранието на Република Македонија, УЧК ги води општините во Република Македонија. Значи, команданти кои што војувале во 2001 година, денеска ја водат Република Македонија. Кај ви сте луѓето на УЧК? Луѓето на УЧК ја водат Република Македонија. Дали имаме луѓе што седат дома и зимаат плата? Да, се уште има. Кратко и јасно. Кратко Дали и јасно и важно точно. ова да се толерира? Еве, дали народот ова треба Ние да... моментално имаме премиер од УЧК. Кој е премиер? Ние ќе имаме едно ретро направено. Да ве подсетам и гледачите бара да ги подсетиме како функционираше оваа власт што замина. Што кажа веднаш по зменувањето на Зоран Заев, одиме со наредниот флеш прилог. Каде ќе се обиде да обструира, но вие како најодговорен, како премиер, не може само да лоцирате премиере проблеми. Зошто не нудите решение? Сега ќе ви одговорам. Гледам дека вие цело време поставувате прашања во исти тон и начин на поставување и тоа е добро. И тоа е, тоа е добро. Прво ќе ви кажам како ќе функционираме. Како до сега. И јас исто. Го слушна наработавачот што треба да ја одговори, како и досега. Виден прилог, веќе абсолвиран во јавноста. Знаете што, повторувањето е мајка на знаењето. Да се повтори после ова време кога се одлучуваат и треба се решат многу историски моменти. Ковачевски веќе мина. Тоа беше, имаше улога кој што требаше да ја одигра и Во второто полувреме. тука заврши неговото. Да. Македонскиот народ не може да го избрише, професоре, од менталниот чип, тој е непринципилен, не цивилизатски начин е избор на председател на собрание. А денеска тој ќе биде технички премиер. Ве молам, имајте разбирање, имаме простор, уште доста минути, ајде да направиме уште еден рефреш и ќе дајете комплет. Ајде име како е избран Талат Џафери за председател на собранието. Ова седница ги назначувам пратениците Горан Мишовски и Джеван Каден за потреба да ме заменува во председавањето со седницата. Го повикувам пратеникот Мишовски да ме замени на местото председавање. Предлог согласно член 78 став 2 за измена на редоследот на точките 3 и 4. Предлогот точката да преидеме на точката 4 го ставам на гласање. Кој е за? Удржани нема. Констатирам дека со 66 гласа за преминуваме на другата точка, нема воздржани, нема против. Ова ни Танганика. Не знам која држава на планетата се избира на ваков начин. Невидено, видите, ние во тој момент бевме во шок. Целата јавност верувам дека до ден денес не можеме да поверуваме, ја сега го гледам, може и прв пат го гледам од тогаш. И се уште сум во шок и не верите што не се случи тогаш. Но не сум во шок и не верите од оно што се случува денојуве. Значи, Талат Џафери они го извадија како едно решение за технички премиер, со што всушност се оствари, не знам дали се сеќавате, почетокот на кампањата на Дуј беше зошто не премиер Албанија за прв пат, и еве оние остварија кампањата. Ги оствари ветувањето таа кампања. За прв пат имаат премиер Албанец, кој што во наредните 100 дена единствена задача ќе биде да го подигне рейтингот на Дуј. Дадената беса, збор. Да го подигне рейтингот на Дуј на овој начин да се засили, да речеме, со уште... Мислите дека ќе се засили? Па ќе се засили, бидејќи сега ќе има провокација. Гледате, ние имаме прв ден кога извештајето од работата на собранието прво е пишано на албански па на македонски јазик. И на забелешка зошто тоа е направено, одговорот на Талат, затоа што јас така сакам. Значи ние очекуваме во следниве 100 дена уште поголем број на испади на таков начин, со кој што ќе се покаже еве кој е главен во државата и
а на тој начин да се дополнително мотивираат албанското гласачко тело, се уште доигра на она радикална карта и се повеќе да ги охрабрува своите гласачи да излезат и повторно да дадат поддршката на ДУИ. Од една причина што толку многу е поларизирана работата во албанскиот блок како што досега не била. Јас мислам дека таму 2006-2008 година тогаш беше ваква, имаше силна поларизација помеѓу ДУИ и помеѓу тогашно ДПА. Сега со обединување на албанската опозиција, ДУИ треба и гледам дека веќе сериозно размислува како да пристапи кон овој проблем, како да го реши во своја полза и како на крај да излезе како победник во албанскиот блок, со што потоа би се представил како легитимен учесник во власта. Но со нарушувањето на Мајскиот договор, нели победник со победник, кој што ДУИ веќе го наруши, особено во моментот кога требаше да коалицира во 2016 година. Со ВМРО. Со ВМРО ДПМН. Работите сега се усложнети. Затоа што јас мислам дека разликата помеѓу овој обединетиот албански блок опозиционен и ДУИ нема да биде толку драстична. Се уште се чека алијанса на која страна ќе отиде. Тоа е единствената непозната во равенката. Ги видовме дека беа во САД овие лидери на партиви кои што се дел од таа здружена опозиција, гледаме дека одат по Европа, беа во Косово исто на баци рака. Мене како да кажам, ми е многу интересно калкулирањето на алијанса. Како ќе одлучи алијанса да настапи, од тој настап ќе зависи кој ќе биде победник во албанскиот блок. Слушам лидерот на ВМРО ДПМН во една од емисиите кај што вели оваа работа не е замашала. Значи че има и корнење, купење на коси, на друго видовме што подпишувањето на документот прво на македонски, на албански јазик. Не, тоа можеме да го очекуваме со сигурност, бидејќи да се потсетиме иконографија, се сеќавате ли што направи Тала Џафери и наредил албански знамиња? Да не забораваме дека во следниве 100 дена нас ќе не чекаат максимални обиди на моменталната власт да продолжи да биде власт. Дали тоа значи треба да се отвори рацијата на македонскиот корпус, ова го велам со чиста желба за спас на Македонија, ослободување од робство? Значи треба да им се покаже на граѓаните, на гласачите. И само видите, голем дел од граѓаните знаат дека вака лошо никош не било. И во поглед на криминал, во поглед на корупција, во поглед на сиромаштво, во поглед на економски. Албанците не доживуваат. Па и албанците, видите, ние сега збориме само за македонско гласачко тело, и тоа истите проблеми ги имаат и албанците. Јас гледав една статистика за број на иселување од држава. Ако гледаме ние процентуално, бидејќи албанците нели се помал број, 16-17%, колку си покрито што покажува дека се повеќе, не се. Степенот на иселување кај нив, процентот на иселеност е еквивалентен, дури и поголем од процентот на иселување на македонците. И албанецот бега од сиромаштија, бега од корупција, бега затоа што некој дошол и 5 пати во селото му ветил дека ќе му направи канализација и после 5 изборни циклуси не му направил. А се вози во Ролс-Ройс? А се вози во Ролс-Ройс и 5 пати доаѓа да го убедува да гласа за него. Трговски центри? И играат фудбал по канцеларија. Играат фудбал по канцеларија. Значи не е во ред, знаете. Јас кога зборувам за народот, не зборувам само за македонците, зборувам и за албанците, и за ромите, и за србите, и за турците, и за бошњаците, сите кои живеат на оваа. Не сигурно се жуствуваат и заминуваат надвор. Значи секој сака да му биде подобро. И никој не е будал на некој да доаѓа по 3 пати, по 4 пати да го лажи и подоцна пак да му верува. Значи не може, не поминува веќе тоа. Значи тоа треба да им го покажеме. Јас овој број, знаете, кога се уште при овие анкети голем бројот на неодредени или на некои што не сакаат да кажат или на неопределени. Тие се факторот. Тие се факторот кои што одлучуваат. И сега знаете кога ќе му ставите некоја телефонска анкета, секој ќе малку предпазлив, знаете, не знае која преанкета, не е сигурен како би изгледало тоа потоа резултатите и најлесно му е, како да кажем, најбезбедно му е да каже не излегувам или не се изјаснувам или не сакам да кажем или не определам. Дали треба да мисли својата иднина за своето поколение, деца, внуци? Па треба да мисли, бидејќи видите, вие направија толку силен политички прогон кон неистомисленици што ова е незапамтено и значи ваква злоупотреба на правото и на правниот систем за пресмртник со политичкиот противник е невидено до сега. Вие не заборавајте дека Заев излегуваше на митинзи и кажуваше колку кривични пријави поднел и колку луѓе ќе стави во затвор. Не заборавајте дека кажуваше дека јаде живи луѓе и така натаму. Значи ова се изјави, значи ако му замеруваат на председателот на ВМРО ДПМН што кажал дека ќе има кубење коси и тоа фигуративно во не мислам метафорички во МВР, значи што останало за човек кој што излегува и вика живи луѓе ќе јаде. И да го заборавиме ние тоа. Како да го заборавиме? Те може да го заборавиме. Затоа што голем дел на луѓе настрадаа од тие политики. Да се потсетиме дека истиот Тала Џафери ја видовме иконографија со знамиња на друга држава, соседна држава, потоа во Советот на Европа се признесе на албански јазик, што беше спротивуставно.
Трето, видовме како се однесува со вработените во собрание. Реже, ве молам да ве се подсетиме Талат Џафери како раководител во собрание. Сите служба конкретно седници, веднаш комплет седници, сите што позаду седели. Немате вие ве. Вие сте на плата и си е бавате на едно. Иако Џафери И да плаче, ни да се смееш. Не знам што да зove, простите ве молам, али посилно од мене. Но травелмейкер си е травелмейкер. Да видиме како учествува на некои собраниски седници. Таму кошкање тоа е еден прилог, исто така че ова е избор, рековме еден обдимус, тоа е на Канал 5, мојот почитуван колега Горан Ломировски тоаш беше у Канал 5. Ајде да се подсетиме. Досега невидена тепачка изби денеска за време на Собраниската комисија за финансирање и буџет. По вербална препирка која се вжешти во текот на расправата, пратениците на ДПА Орхан Ибраими и Талат Џафери од ДУИ влегува во физичка пресметка пред шокираните вработени во Македонското собрание, кои што не можеа да ги запрат насилните народни избраници. Според едната верзија на настанот, тепачката започнала откако Ибраими фрлил со пенкало по Џафери, а според другата, Ибраими дошол до говорницата и нападнал пратеници на ДУИ. На 20 иницијатори веднаш им се приклучиле нивни партиски колеги, пошто на собраниското обезбедување им било потребно неколку минути за да ги раздвои. Еден од пратениците, кој еден од најбробените на видеото, Реджел Исмаили од ДУИ, е полесно повреден, а на видеото на Вести 24 се гледа дека во тепачката, која досега можеше да се види само на спортските терени, некои од пратениците добиваат и упатуваат удари на кои што може да им позавидат и професионални боксери и каратисти. Еден од 20 иницијатори на масовната тепачка, пратеникот Талат Џафери, денеска негираше дека е повреден во пресметката. Пожестоката тепачка, пратениците на ДПА обвинуваат дека насилството било сценарио предизвикано од ДУИ и најавија дека пратениците на Мендух Тачи го напуштаат собранието. На денешната расправа во Собраниската комисија за финансирање и буџет требаше да бидат разгледани амандманите поднесени од страна на ДПА, која тврди дека со ребалансот на буџетот се кратат проекти наменети за албанците во Македонија. На силната седница ја водеше пратеникот Крсте Муковски од ВМРО ДПМН, а буџетот го бранеше заменикот министер за финансии Ардијан Џеладини. Да, тоа е професионално. Добро, видовме неколку чисти удари. Меѓутоа, дали ова е нашите пријатели од Запад, како би реагирали? Ние знаме дека се случува, не е нешто сега и по другите парламенти, нашите соседи косовари па димни бомби. Солзовеци беше после, солзовеци. Но дали треба ваков раководител, Башка беше еден припадник на ЈНА и таму имаше у Прокупле нешто, некоја беше случувалка. Варама, потоа во Учека, значи добро, човекот 3 армии. И дезертер беше, мислам дека така. За некој дезертер, за некој борец за човекови права. Но, еве, дали ваков раководител треба да биде технички премиер на Република Македонија? Видете, јас гледам во политикава дека кога се објави имињата на новите технички министри и заменици министри од ВМРО ДПМН, веднаш почна да им се наоѓа нели мане, овој бил ваков, овој бил таков, овој не бил таков. А од друга страна вие предлагате и гласате ваков премиер. Како да кажам, тоа значи дека имаме на теза кој што ја кажувам, можеби многу често во последно време, ама за жал тезата вистината ние пробуваме ненормалното да го направиме нормално, а нормалното пробуваме да го направиме ненормално. И еве преку вакви примери мојава теза во суштина се докажува дека ние пробуваме да нормализираме нешто кое што во остатокот од светот после вакво нешто завршува политичка кариера. Меѓутоа моралноста и етичноста во нашата домашна политика не функционира, значи сеќаваме кога имаше сериозни случаеви, ајде особено Министерство за здравство, нели со модуларната болница натаму, никој не почувствува одговорност. Одговорност. Знаете, никој не изгора колку души беа 30? На крај се испостави на најдова вина кабелот бил крив, нели, натаму па доаѓа. Подужниот град. Имаше едно со Дурмотурс. Со автобусот од Бугарија. Стотина души модуларна болница, например, зошто ја земам за пример, бидејќи за модуларна болница, ако се сеќавате на почетокот, се најавуваше независна истрага од германски експерти форензичари, кои што треба да дојдат и да направат истрагата. И потоа се објават резултатите. Јавното правителство нели се произнесе да види кои се виновните. А и на крај, ниту резултати видовме, ниту германците ги видовме, и на крај кабелот беше крив. Простете, знаете, ова се работи кои што
Кога ќе ги земете неколку такви Гротесно, работи, циркус максимум, се простите вака што се насмева. Значи, ние живееме во ненормално општество. Значи, ние живееме во општество во кое што министерот за образование е изненаден од почетокот на школската година и не може да донесе книги за деца до почеток на второ полугодие. Претходно имавме министер кој не обидуваше дека било штета се читаат книги, дека требало да се дигитализира образованието и дека секој кој што чита книги е сам себе си прави штета или родители што им дават на децата да читаат книги им прават штета. Значи, вие после такви изјави да обстоите на политичка сцена и после министри кои што му изгореа живи луѓе сега и во овој период повторно да е во игра, во политичка игра. Јас не знам, не. Значи, или пробуваат нас да не направат ненормални, пошто ни сметат овие работи, или пак ќе повторам, го нормализираат ненормално. Друго нема. Ајде да видиме две различни ставови. Имаме на прилика, тоа е како Ковачевски и Марчич ги гледат работите, согледуваат, а како странците го коментираат се тоа. Ајде, режија. Колку и да звучи амбициозно, јас и сите ние во владата веруваме дека Република Северна Македонија во моментов има политички капацитети кои што можат да придонесат по успешно завршениот скрининг процес во ноември, со динамично темпо да влеземе во преговарачкиот процес и до 2030 година да станеме земја членка на Европската Унија. Имавме една многу успешна година со успешен скрининг верификуван од сите, од Европската комисија, од државите членки и од сите. Имавме година во која што направивме вистински институционален и државен подвиг. A 27-member state EU is difficult to shift when it really matters, and things will be even tougher when there are 32 or 35 member states. So we need to be bold, to accept more integration for some policies and sometimes working at different speeds. ЕУ мора да се реформира пред да стане Унија со 30 или со 36 земји членки, вклучително земјите од Западен Балкан, Украина, Молдавија и Грузија. Владењето на правото и борбата против корупцијата останува на разочарувачко ниво. Дадени се јасни насоки што треба да се направи, каде треба да биде, кои треба да дадат приоритетите. Но досега, и тоа го знаеме веќе долго време, но досега премалку е постигнато. Да. Професоре, има два контраста. Немаме два контрасти, имаме лага, имаме вистина од другата страна. Усвари да, имаме два контрасти, од едната страна лага, од другата вистина. Она што, јас не се сметам за нека голем експерт за ЕУ интеграција и за надвршна политика, но и тоа во делот на безбедноста мора да следите се, нели безбедноста така да може да следите сите аспекти на општествениот живот. И ова со интеграцијата кои што пробуваат нашите политичари веќе од власта во Збенувија да ни го представат како реални можности, како дека 2030 година е како достижен датум и сето тоа што оди со тоа ветување. Имате една изјава од француски председател, германски канцелар, каде сето тоа ви го поништува и паѓа во вода. И сега вие на таква дадена изјава, на десетите состаноци на кои што сте биле лично присутен и критикуван, значи Бојан Маричич и таму да го подсетиме со холандскиот амбасадор. Не, ајде да видиме сега на пример, вие одите од тука на состанок во Брисел, таму ми викаат не ви чини работата. Најлошо. Ама сега вие не одите таму да кажете дека ќе подобрите работата, туку одите да молите за да ви дават подобар, поблак вординг во извештај. И гледа доаѓа извештајот катастрофа. Во безбедноста 9 од 10. Да ги речеме, ајде да не ги броиме по институција, туку 9 од 10 компоненти викаат дека не. Ако сакате може по институции да ги разложиме, ги тоа ќе одземе премногу време. Значи 9 од 10 компоненти викаат не функционира. Ви таргетира таму недоволен број на истраги, корупција, на следење комуникација, процесот уште не дефиниран. Значи од 10 9 не ви функционира. Ти викаат и Искач Олијер Спасовски вика безбедносниот систем функционира совршено. Не може. Значи истата лага како овие двајца што ја кажуваат, значи тоа ја кажува. Значи ако ние одиме да го читаме извештајот критички. Докаде води ова дрскост, професоре? До лажење јавно. Докаде? Дали народот можел да го пие, да го пими, да го земе како за... Затоа треба народот критички да пристапи кон тоа, да се информираат повеќе извори и да има повеќе емисии, како ова на која што суштина ќе се објаснат нивните лајки, се демонтираат нивните лајки. Ова се изјави, ние ги демонтираме. Значи ова се имаше сега денови на европски војности, како се ги нарекуваат овие што се ги свикуваат сами на себе, што се фалат меѓу себе што се направиле.
Дезинформација, пропаганда. Чекайте, па поголеми дезинформација од вашиот нема. Се слика во авионот, се уште ја памтиме сликава со кренати прсти, се слика. Професоре, имаше една изјава, односно, каде што дефинитивно ни Ковачевски, ни Заев не се слушаат, бидејќи фактор, како што рековме, Али Ахмети, еве таја Тала Џафери, докажа дека едно збори Ковачевски дека нема шанси да не се гласа, а Тала Џафери вели друго. Одиме со таа изјава. За разлика од премиерот, спикерот денеска немаше дилеми. Законот бара влада во полн состав. Владата ќе биде во склад на уставот и законот. Па ако има предлози ќе бидат. Нема пречка да не бидат, Тоа беше кој е газда во Македонија, како што кажа Артем Груби. Што понатаму? Еве, не продолжуваме, но еве, ги слушнавме. Значи, кои се ставите на ДУИ, кои се ставите на СДСМ. Од друга страна ги спомнавме тие третиот пат, да речеме алтернативата на ДУИ, на БЕСА, на... Но видите, во голем дел на политиките тие се поклопуваат, нели, на инсталација на колку се може поголем број од албанските граѓани во институции, нели, балансери сите и така натаму. Но сепак мислам дека најмногу уплашен во оваа ситуација ДУИ, бидејќи се соочува во ситуација да после 20 години, нели, со мал прекин од 2 години, повторно да биде надвор од власта и да не го стаи до сценарија кој што јас го нарекувам проклетство на албански партии. Тоа е се додека партијата на власт функционира, по паѓањето од власт, партијата се распаѓа. Тако беше случајот со ПДП, па тако беше случајот со ДПА. По паѓањето од власт, партијата се расчили. Па добро произлегуваат други партии, меѓутоа како партија како кредибилен фактор веќе нема тие да пратени колку претеници има. И токму тоа веројатно го чека. Дуи Грчевици се бори против тоа. Позитивно за нив е што ни тоа го знаат, што го предвидуваат. И можеме да видиме дека голем дел од кампањите и проектите кои што Дуи ги тераше за свој собствен интерес завршија позитивно. Вклучително ово што веќе спомнавме, ПСЕО кампањата за прв албанец премиер, еве го гледаме. И че видовме како стартува. Знаеме дека Дуи ја темелеше таа изборна кампања врз тој слоган. Ако се сеќавате пред 4 години. И Дуи оствари на тие избори максимален резултат. Дуи во тие моменти оствари резултат кој што беше надвор од нивните очекувања. Да, професор, значи освоија повеќе пратеници отколку што беше нивниот најоптимистичка процена. Со популизам, меѓутоа, професор, вие сте безбедњак. Не само тоа, да се подсетиме на денот на одбележувањето на, како го вела тоа, за починатите, погинатите, загинатите од УЧК, како му одврати таткото на починатиот на УЧК, на Али Ахмети. Видовте му го фрли и се веќе... Тоа се индивидуални Не само тоа, во Гроцо, јас коментирам, разговарам имам драги пријатели, голем број албанци, кои истото го споделуваат, не сакат да чујат. Не сакат да чујат, тоа видите, добро што го слушнавме прилогот. Убаво е да се направи реминисценција на некои претходни изјави. Го слушнавме Артем Груби излегува на телевизија и кажува дека Дуи е УЧК. Колку е тоа? Коменданти владеат со државата. Дали тоа пример е добар пример за западните држави? Ако имаме ЕТА во Шпанија, имаме Шин Фейн во Ирак. Видите, тој наратив ние 2002 година го прифативме тој наратив дека УЧК не беше терористичка организација, туку дека беше организација за борба за човековите права. За човековите права. И сега ние после 20 години потпишавме Охридски рамковен договор, што јас лично сметам дека е пораз на маса. Но се собраа таму нели политичари наши да поседна и потпишаа. И од тој договор произлегуваат одредени обврски кои што ние како држава треба да ги исполниме. Исто како и од други капитулански договори кои што чии што ефекти ги гледаме сега. Значи ово со бугарите нема да заврши вака наивно. Гледаме со грците што се случува, значи. Можеби тоа беше целта на ова владение на СДСМ на 7 години, да ги затвори сите отворени прашања на наша штета. Ајде сега да не навлегуваме теорија на заговор, меѓутоа кога вие влегувате во фаза на преговори со некого и кога на старт му викате јас немам црвени линии, вие не можете да добиете поволен договор. Можете само да добиете неповолен договор по вас, а поволен по другата страна. Тоа на нас не се случи во Нивици. И сега гледаме луѓе кои што директно беа вклучени, кои што го потпишуваат договорот, излегуваат и критикуваат и кажуваат дека прават алтернативни некои движења и партии кои што Мислите на господин Димитров? Немојте сега на кратки
кој Пак дефинитивно на карта на кратка меморија, значи кој не. исто Но велеше мора да дека заврши. ова политика е салама дипломатија, Тоа тактика. мора да заврши. И овие сега предвидување. Тоа е исто толку банално колку сега да слушнете некој да излезе и да рече дека до 2030 ќе станеме членка на Европска унија. Ама не постои никаква реалност, слушнавме никаква Макрон, можност во да тоа. слушнавме Шолц. Ама ние имаме како прво дисконтинуитет на дисхармонија на мислење во самата Европска унија. Значи ние имаме ситуација во која што сега Европската унија очекуваат сериозни парламентарни избори, значи резултатите на овие избори за европски претеници ќе бидат драстично поразлични од било кои резултати до сега. И се очекува десницата во Европа да земе масовен, огромен замав, кој што ние сега го гледаме на улици. Гледаме дека има протести, гледаме дека има обиди за забранување на легитимни политички партии. Значи ние имаме политички партии кои што веќе се окарактеризирани од неолиберални медиуми како крајна десница. Во суштина тие партии не се крајна десница, туку се една редовна, нормална десница која што би требало да се грижи за својата татковина и за своите луѓе. Значи ние патриотските партии, десните партии со самото закачување на тој слоган дека се неофашисти или така натаму, тоа е само тоа е дезинформација, тоа е намерно дезинформирање на гласачите, на обичните граѓани. Значи вие не може се конзервативна демократијанска партија да правите крајно десна или неофашистичка. Еве АФД е партија која што во Германија во моментот има сериозен замав, која што е прва, втора политичка сила во голем дел од германските покрајини. И АФД ќе извади сигурно многу добар резултат на тие предстојни европски избори. Гледаме дека застана и позади протестиве, значи. Исто француската десница. Ние имаме ситуација во Холандија која што е од најлибералните земји да победи десница. Сосема нов Значи имаме ние Шведска, Норвешка, значи држави, да не забораваме Централна Европа. Ајде во Полска сега работи во Полска си малку излегува од контрола за ПИС, бидејќи дели Доналд Туск направи влада. Јас очекувам во Полска таа влада не рекуваат зомби влада, бидејќи во таа влада се влезени политичките партии од целиот спектрум. Крајна левица, десница, па има таму некои либерали, па има некои зелени, значи тотална мешавина на партии која што е неодржлива на подлог период. Значи вие кога десницата во Шпанија исто, Италија да не разговараме, значи имаме ние ситуација во која што десницата зема силен замав, да не забораваме дека 2024 година не рекуваат година на избори. Зошто година на избори? Бидејќи многу држави, а всушност околу 50% од населението на светот има изборна година. Американците. Америка има во Велика Британија, европските избори да не ги забораваме, или целиот континент треба да гласа. Индија, Индонезија, Тајван, значи имаме Македонија, нели, нормално, кој што паѓаме. Значи ќе има сериозни поместувања на светската геополитичка слика. Русија и Украина исто имаат избори. Украина не знам дали ќе се одржи. Значи вие имате ситуација во која што десницата ќе доминира. А наша видовме некна на сликата на оној што беше сега настанот, неколку лица кои што барат на таа слика. Да. Мислите на сега на одамнешната средба што дојде господинот. Па пред неколку година беше кога беа и Али синот на Сорос, кој играше дури фудбал. Која улога е тоа? Во која улога? Која е улогата, која е целта? Ние ја би сакал че се задржиме за внатрешната политика, че имаме просто само кратко да влеземе и за надворешната. Имаше емисија, рековме, дека ја учествуваше председателот на ВМРО ДПМН, кај беше многу доста интересно, концизен и даваше оценки. Ја би сакал, кратко би има неколку клипа, режеве молам да извадиме некои сегменти од емисијата Топ тема на телевизија Телма, да видиме што говори господинот Мицкоски. На конечниот резултат. Зошто ве прашувам? Затоа што ја поврзува со името на претходниот лидер на ВМРО ДПМН Никола Груевски со назнака дека помагањето за создавање на партија на Данила Арсовска е всушност доаѓа од таму. Да бидам искрен, не верувам дека позначен резултат отколку неколку стотини гласови да се освои таа во различни изборни единици, дека ќе оствари, нема потенцијал за нешто повеќе. Евентуално ако влезе во коалиција со други помали политички партии. Па со Гром е очигледна соработката. Видете, не е само со Гром. Еве да речеме во последно време во градот Скопје јасно изразена коалицијата Гром, Нова демократија, како да се вика ова купена Нова алтернатива партија, Демократската унија за интеграција и СДСМ. И Левица. Добро, таа е очекувана коалиција. И Левица, да не ја забораваме. Таа е очекувана коалиција. Ама не е очекувана ли? Како сега очекувана? Нели Левица не треба да коалицира никој со Левица? Таа е анти-ЕУ, анти-НАТО. Е сега во град Скопје
СДСМ, ДУИ, Левица, Гром и Нова демократија или алтернатива гласат заедно. Се како? Па јас да ве потсетам дека вашите советници гласа 15 заедно со 4 од Левица да се стави ќосето на кружниот тек кај Континентал. Еве каква е таа коалиција? Ама ме разбирате? Никогаш не сме рекле. Значи, тогаш сте гласале коалиција, заедно. напротив, вие се сеќавате мојата изјава, имате цитирано конкретно и на Телми, на други телевизии, кога јас кажав, во политиката никогаш не вели никогаш. Значи, ама од другиот блок, ДУИ, овој проевропскиот фронт, така беше, проевропскиот фронт, СДСМ, ДУИ, вика никако Левица. Левица не ќе ме да видиме. Ја не сум рекол така. Ние викаме, видете, никогаш не затварајте вратата во политиката. Добро, не знаеме колку гласови ќе освојат и бројките дали ќе ви зависат од една левица. Ама се е тоа во ред. Затоа велам јас. Не велете, не ги анатемизирајте. Еве во ред. Може да ќе зависат бројките, математиките, едно друго. Се е тоа во ред. И тоа е политички коректно. Ама ако вие на граѓаните им испрагате порака, никако не е проевропски фронт, исток-запад била дилемата, не знам таму сега, дали мислат на половите исток, запад, север, юг, што велеа е, и Русија, дека е, дали ќе биде Европа или Русија е тезата на исток, запад, така нешто беше, небитно. И сега, од друга страна, овие кои што беа кои што беа гости на комунистичката партија на Русија или на Кина, нели така? Да споменикот на Енвер Хоџа. Нели, Енвер Хоџа му дава почести, не честитаат празници православни, христијански, нити муслимански, нити ништо. Во коалиција гласат со вие. Да. Беше на поширока елаборација, меѓутоа се одговори на многу прашања во рамките на тоа и со насловот на нашата емисија Исток-Запад. Господин Мицкоски даде еден концизен одговор, што ние денес овие 35 минути ги говориме и за тие партии кои ги нарекуваме, ги нарече платени партии. Дали се пожелни во ова време кога Македонија наистина е окупирана како држава, како институции, се потребни вакви партии кои треба само да наштетат напротив? Тој наратив Исток-Запад, оно што го нарекуваше премиерот Исток-Запад, бившиот премиер веќе, е оно што него е страв да го нарече леви и десни, затоа што, како што кажав, десницата е во подем. И затоа сега гледаме на парадирање на странски политичари кои што доаѓаат од леви партии, кои што пробуваат во овие моменти на жива кал во која што пропаѓа, конкурентот во која што пропаѓа СДСМ, да дојдат и да му помогнат на некој начин со одредени изјави, со одредени гестови, со одредени недоречености во своите изјави, да пробаат да го изведат СДСМ од живата кал. Ако се сеќавате, вакво нешто имаше и за време на референдумот, пред референдумот, кога беше притисокот голем, тој референдум не успеа. Значи, вие не можете некој да го донесете, не знам, од Берлин или од Вашингтон, да излезе на телевизија и тој најдеш магично да го смени мислењето на граѓаните. Не може. Не функционира, кој сака нека е. Значи, може тој да дојде да ја покаже своето пријателство, својата наклонетост по идеолошки линии. Јас се сеќам на митинзи на ВМРО да помене порано доаѓа министри за надворешни работи на пријателски држави, доаѓале пратеници, доаѓале представници од Европска народна партија. И тоа истото, тоа е политички коректно, тоа истото и може да го чукуваме од другата страна, нели? Либерали, социјалдемократи, вакви такви. Докажани, проверени своите држави во светот. Кои што доаѓаат на идеолошка база да му дадат подршка на своите идеолошки партнери, бидејќи се да сме нели членови во тие меѓународни социјалдемократски, социјалистички, како што ВМРО членка во Европската народна партија. И сета таа подршка е окей, меѓутоа таа подршка мора да има граница некаде, значи бидејќи доаѓа сепак од официјални представници на одредена држава. И секоја подршка која што не е балансирана или која што веќе навлегува во предомислување или во сугестирање на граѓаните за кого да гласаат, веќе може да се нарече политичко мешање, кој што веќе ги преминува границите на дипломатската етикета. Значи имате вие докаде можете да го искажете вашето мислење, но сепак немојте тоа ваше мислење да биде на штета на одредени политички партии во државата. Сепак мора да се задржи нели некоја средна линија. Да, наклонетост може да постои, дали по идеолошки, дали по пријателски, некојаш и по пријателски линии. Имате вие ваш добар пријател со кој што сте со години заедно соработували и тој се кандидира. Да, вие можете да одите да му изразите подршка. Гледаме што се случува во САД. Во моментов каде што нели се вие примарните прелиминари. Да, ама таму гледа веќе полека
Републиканската партија се обединува позади него. Рон де Сантис се повлече од трката, се очекува истото го направи и госпоѓата Хејли, која што за мене лично представува изненадување што не го направи тоа по изборите во Нью Хемпшир. Мислам дека неизина следна она што нас сака да го нарече како идна можност, бидејќи следните ќе бидат во држава која што не беше гувернер неколку пати од каде што потекнува. Можеби мисли дека тука треба да извојува некоја победа која што ќе ја врати на вистинската патека. Според мене нема да ја врати, Трамп и таму ќе победи. Но еве да го искористиме тоа како една добра споредба со она што се случува кај нас. Значи не дозволува мешање на странски државници во Трамп, се сеќавате на неговото заминување, кој рече ние не смееме како Америка, кој е пример во светот за демократија, да влијаеме и да дефинираме во формирање на влади во други држави. Влијание, остварување на влијание, секој од поголемите држави има одредени своји стратешки приоритети и цели кои што сака да ги исполни геополитички. Токму затоа си тие амбасади тука, тие амбасади се тука за остварување на некакво влијание за, нели, нормално. Но сепак во границите на Виенските конвенции, натаму што е за дипломатски протокол. И тоа ние треба да го земеме како кредибилно и легитимно страна на сите представници. Но активно заземање страна и фаворизирање на една страна во домашната политичка борба е неприфатливо. И создавање хибридна држава, хибридна влада, како што е дефинирано според Фридом Хаус. Да, ние тоа можеме да го прочитаме во документи, опише дека во Фридом Хаус сме дефинирани како ако нели порано не излетува заробена држава, каква држава, но дека хибриден режим уште полошо. Уште полошо. Од друга страна, и видовме неколку изјави на амбасадори, пред се тука предничи холандскиот амбасадор, кој што прилично недипломатски, без ракавици, ги исплеска во седиштето на ДУИ. Имаше претходно уште една изјава за уште едно интервју имаше, каде што зборуваше за корупција, каде што зборуваше за извештајот, каде што човекот неколку пати проба се тоа да го каже во ракавици. И сега неговите ставови, значи имаме ние неколку ситуации во кои што неговите ставови се или омекнати или погрешно представени. Човекот дојде до ситуација во која што мораше да излезе и се отворено да каже. Кога нема реакција од страната на СДСМ. Читајќи ние таа негова порака. Значи ние утре, денес да го решиме ветото со Бугарија, јас не сум сигурен дека ние утре би добили датум за преговори, бидејќи таму веќе има, како што може да се види од извештајот, секој кој што следи евроинтеграција, кој што е добро аналитички подготвен, кој ќе прочита извештајот, ќе види дека главниот проблем главниот проблем е Бугарија, но не е единствениот проблем. Корупција, криминали, судство. Тоа кој ќе го реши? Значи тоа треба да дојде влада која што е подготвена да го реши. Значи ние сме доведени во ситуација кога доверба во судство не знам колку е, 3-4%. Значи знаете што е 3-4%? И се лутат, професоре. И слушав една судика од судскиот суд, вика, па не, како можете 1% да не третирате, ние сме 28, од кај ги најдоти 20? Ама видите се, ние пошално можеме да даваме изјави колку сакаме. Тие истражувања се направени од еминентни рейтинг. И меѓународни пулови. И меѓународни се, не. Да. Професоре, да ми дозволите, ме молам, отиве вредка можност многу фрешко е за изјавите на господин Мицковски. Имаше само 2 клипа и ќе даваме финално. Одиме со вториот клип, ме молам. Легитимитетот од страна на најголемата партија во државата е дегутантно. И сега ние ценевме дека дури на пониско ниво не треба да спуштиме посетата за време на формирањето или како да го кажам тоа, инаугурирањето на купената партија претседателката. Ние одлучивме да не присуствуваме. Инаку целта која е? Целта на власта е и на сите оние кои што не сакаат да го видат силно ВМРО ДПМН и обединет антивладиниот глас во Македонија е да формира такви јастреби. Некои се на политичката сцена присутни, некои им се купуваат политички партии и така натаму. И сето тоа треба со реторика која што е опозиција на опозицијата, да го преку лаги, нормално, да го намалува потенцијалот на ВМРО ДПМН до граница во која што победата нема да биде историска, туку ќе биде победа во која што при формирањето на нивната влада позициите на ВМРО ДПМН ќе бидат послаби. Затоа што проценките и врз основа на анкетите и врз основа на сето на кое што ние го гледаме дека победата секоја ќе се случи. Таа не се доведува под знак прашање. Туку целта е да се спушти ВМРО. И тоа е легитимна политичка цел. Тоа сакав да ви кажам, затоа што легитимно е да има и Максим од Куманова партија, па можеби тој ќе влие на гласовите на СДСМ. Мора да... Да.
Еве беше на анализа за Максим Димитриевски, немата знам, и партија која може дефинитивно да го девастира целосно СДСМ, кој е печен за реставрирање, за редизајнирање. Полно е што гледам по градовите со отврањето на огранаци на новата партија. Движење партија, како да го наречеме, знам. Мислам дека главната битка ќе биде во изборна единица 2, каде што носител за СДСМ веројатно ќе биде Оливер Спасовски, токму затоа и не се нафати доста на дополнителен заменски министер во МВР, и тука ќе биде, ако се сеќавате, реприза на битката за Куманово. Бидејќи минатата битка Максим кога стана градоначалник беше сериозна битка, се искористија сите прљави игри, например, кои што може да се искористат во тој момент, за да се невозможи господинот Димитриевски, и сега мислам дека тој е прилично удобна позиција, градоначалник на Куманово и сега како лидер на нова партија, на ново движење. Мислам дека ќе им зададе можеби не смртоносен, но сериозен удар на СДСМ во голем број на општини. Доколку го гледаме сето тоа по изборни единици, јас очекувам дека моите очекувања и вака лични анализи се дека тој би бил најуспешен во изборна единица 2, во изборна единица 6 и сега да видиме со каква динамика ќе му оди отврањаво на локални организации по другите изборни единици. Професоре, како што гледам, се наметнува минута до 12, нова политичка партија, демек сака да направи разлад меѓу ВМРО и ДПМН, што според моје професионално познавање на политиката и сето, наверам дека не може да се случи, веќе факт дека Никола Груевски како политичар даде придонес во ВМРО, ја верувам дека тоа е само уништување на самиот себе си, за сето на што го направил, што го употребуваат, дека тој може да направи раздор во ВМРО ДПМН. Ја верувам дека тоа нема таква играрија, да им успее кој да сака да инвести, да ја користат, со оглед дека ВМРО никој не може да го растори. Јас, според мене, во овие избори, изборот е јасен. Единствено, максимален број на гласови за ВМРО ДПМН може да не извади од бездната во која што сме влезени. Давањето на гласови за помали партии, ние се сеќаваме на минатите избори дека имавме одредени политички партии освоија сериозен број на гласови, тоа не зема партеници. Меѓутоа го ништо гласачкото... Интегра освои тогаш околу 12.000, имаше неколку други партии, Глас за Македонија, Јанко Бачев освоија по неколку илјади. И тука морам да се сложам за констатацијата на председателот на ВМРО ДПМН, кој што вели дека гласот за помалите партии е глас фрлен во вода. Дека тој глас не може да се ефектуира. Единствениот... Може да се консолидира со ВМРО целосно? Да дојде до обединување, видите, коалицијата на ВМРО ДПМН се состои веќе од голем број на партии. Стабилна коалиција која што во опозиција успеа да се задржи како коалиција, знаете, немаше... Да не заминат гласовите во неврат? Нема каде да заминат. Нема каде да заминат. Секој оној кој што здраворазумски размислува, верувам дека би го дал својот глас за ВМРО ДПМН и дека на тој начин му ја олеснува позицијата на ВМРО ДПМН е подоцна на преговарачката маса, кој би требало да се формира влада, бидејќи во тој случај би трпеле помал број неуцени од идните партнери коалициони. Последната само еден клип, тоа е 40 секунди и ќе завршиме емисијата со вашиот завршен збор. Одиме со последниот клип. Знае кој е нашиот народот и нормално на политичката сцена албанскиот коалицијски партнер би сакале да биде оваа тројна коалиција, Европски фронт за промени, на Касами, Гаши и Меджити. Јас ова не сакам многу да го зборувам во јавност. Зошто бегам од оваа тема? Затоа што овие другиве, бидејќи имаат стекнато голем имот, материјално се мокини, преку медиумите, структурата која што имаат, ги анатемисуваат, видете, овие со кауриве сакаат на нас повторно албанците да ни наднесат штета. Во однос... Ние сме анатемисани, жени. Затоа добра, мовчам. ВМРО ДПМН треба да покаже политичка зрелост и во однос на поголема политичка зрелост националните и другите прашања. Ние сме во коалиција, во Гостивар сме во коалиција, во Тетово сме во коалиција. Викаат немал потенцијал во. Како немаме во Гостивар сме во коалиција, во Тетово сме во коалиција. Дали разговарате и со Таравари, Алијанса? Не. Дали очекувате да се придружи на опозицијските партии, бидејќи таму имаше шпекулации? Па оној Арбен, ја што го знам, кога имав комуникација, ги знам неговите ставови како личност, како човек. И мислам дека ако остане на тоа што тогаш сме го разговарале, дека мислам дека таа одлука за него ќе биде исклучително важна.
И ценам дека одлуката за која што би требало да донесе се, не знам дали тој си знае сега, тој е сепак председател на партија, автентичен и така натаму. Неговото друштво е, не знам и сега зошто е со овие. Мислам дека треба час поскоро да излезе таму и да се приклучи на условно кажано анти-дуи структурата. Професоре, подадена рака не се одбива. Поотворено прашање на соработка нема од ниједен политичар. Што ќе додадете за крај? Имавме ние соработка со Алијанса на неколку наврати. Знаете дека гласањето во Гостивар, впрочем, кој што им помогна на господинот Тарвари да стане градоначалник, беше во најголем дел придонес на ВМРО ДПМН. Со гласовите на ВМРО. Кој вашата порока? Гледам дека имаат Алијанса се уште некоја двумица, можеби е чекање на калкулирање за добивање колку што може подобра позиција и подобри ветувања. Останува да видиме како ќе се одвива. Тоа нема уште многу време. 100 дена брзо ќе поминат. 8 мај брзо ќе дојде. И се надевам дека во тој период до 8 мај ќе успееме да разобличиме колку што може повеќе лаги нови кои што се во заминување и да му помогнеме на ВМРО ДПМН да остvari колку што може повеќе добри работи за нас и за нашите сограѓани. И благодарам многу што бевте во мојата прва емисија. После нова година, ве сакам добро здравје, ве очекувам тие доста интересни моменти. Почитувани, еве прекрасна анализа на господинот Александар Нацевски, професор доктор, универзитски професор. Дадовме се она што беше дискутабилно исток-запад и каде се наоѓаме ние. Бите живи и здрави, се гледаме во вторник, по гласуване.